Дали некој пат кога сте пошли на плажа или кога имате појдено некаде со другари на плажа, дали сте нашли нешто што било баш вредно, но еве денеска гледаме работи што се најдени под вода, а вредат баш доста и не мора да вредат. Поздрав фамилио, јас сум Никикс, добро овде во ново видео. Денеска луѓе гледаме слики каде што под вода се има најдено многу јаки работи, вредни некои од овие работи и нешто што може да се продаде баш доста. Така да луѓе пред се лајкнете, сабскрибнете се, ближиме до 1100, грмиме, значи знаете како грмиме. Прва слика гледаме овде костур каде што е пронајден под море би требало или океан, што и да е. Едноставно замислите вие си ојте си пливате или пак и сте во некој море, што знам јас на одмор, гледате да се одморите и само наеднаш наоѓате вакво чудесие. Многу интересна работа, но жално е тоа што како прво ќе се исплашиш ти, затоа што не гледаш некоја обична работа што можеш секој пат да ја видиш, туку гледаш некоја работа што ретко се гледат. И јас буквално ваков костур само по што беше, по географија мислам да само гледав буквално некои 300 глупости кај што ни објаснија, не знам реално, не знам ни по кој предмет го гледав јас овој костур, а може овој костур да му бил брат на тој костур кај што јас сум учил и можда биле нешто. А што тропам јас глупости бе брат. Замислите реално да најдите некое вакво нешто, мислам не богатство како богатство, ама баш интересно и баш можете да им се правите на вашите пријатели, да им се правите ајде ти најди костур, епа нема бре, само Никикс Фем, мој некој член од Никикс Фем, ти ќе му речеш само брзо сабскрибни се и лајкни за да најдеш и тој костур кога ќе се поеш негде во на море едно друго за си се одмориш, а успути да најдеш костур и да си се вратиш со другарче вакво. Океј, втора слика, гледаме некој каде што седи овде и буквално има телевизија, мада нормално сега ова е дека направено само од камен, нема сигурно струја, едно друго, 300 глупости, само гледаме дека има нешто за јадење, да лечинско. Лол го заборев као се вика бе брат. Гледаме човеков дека е баш интересно е направено ова и специфично е тоа што е направено под вода. Ми е интересно тоа како едноставно е ова направено и доколку го има спуштено, баш интересна работа, затоа што тој шој да истражби нешто, бар ќе најде нешто интересно, а буквално демек као човек што има јадење, што има демек као телевизија, едно друго и ми се свиѓа тоа како е направено, баш е она кул, едно друго, ептен, ама баш ептен ми се свиѓа, не е она како демек нешто најобично што секој може да го направи или секој пак и може да го најди, туку доколку го најдеш ова само буквално си цар и тоа е тоа, цар на цароите си во тој момент. Нешто легендарно што сите го знаеме, сите од нас то го знаеме, дека фичо под вода е многу тешко да најдеш, но доколку најдеш, ти не си цар, ти си Никикс Фем, најака фамилија во Охрид, а и пошироко, буквално е толку интересно брат, замисли да најдеш нешто фичо, нешто бар колича биде, не мора тај да е фичо. Ама фичо е баш нешто легендарно, свеќаш. Ама замисли да најдеш и најобична кола, тоаш си ти легенда. Тоаш си ти човече легенда. И ти не само што си легенда, туку си и од Никикс Фем некој член сигурно. Интересно е тоа како е направено, сигурно не е нешто најобично, тој што нашол јас и ту не го приметив човеков што е на ова, на хаубава. Вау! Жими се, ова е нешто најлегендарно што сум го видел. Нешто најлегендарно што сум го видел ова. Како е обработено, како е изработено, како е направено, како е интересно, како изгледат баш вистински, како да се има некој фрлено со кола, а уствари можда е нешто баш со нешто, појма немам, и долу е фрлена така. Имат многу, ама многу баш вредни работи. Но под вода да најдиш iPhone X, ето, јас никој па не сум го видел. Јас тоа никој па не сум го видел затоа што iPhone X брату, и ту овде гледаме дека работи тоа iPhone X на оваа слика затоа што видите дека е уклучен 3-2 минути, дури имат двајца луѓе, еден маж, една жена и буквално гледаме дека овај iPhone X работи и плюс е сликан од прва перспектива, мада ништо чудно и да е Photoshop според мене, не знам, едноставно то малце ме онакви ме изненадвид. Реално
Така да луѓе, замислите вие да најдете iPhone X што работи и дојдете само да си го продајте нешто од малце повеќе цена, а и плюс тоа да ви е снимано како iPhone може да би вредел нешто малце појке, реално, или пак да си очувате за вас или нешто колекција што намест 300 глупости имат, да си направите да си го искористите во нешто многу подобро. Океј, последна слика за денеска е нешто што најмногу мразам нешто да гледам, а тоа е бунар. Буквално гледаме на оваа слика дека има бунар и сигурно овој човек... Вау, шо е ова? Така луѓе, гледаме дека на оваа слика има бунар, а и човеков не знам ни што правит, затоа што е буквално замислите да панни човеков и ништо од никик свем, ништо од сабскрајберите, нема човеков да ми носи сабскрајбери буквално, така да, едноставно ова ми беше нешто најглупо што го најдов, мада ајде реков нешто као бунар, па може би нешто имат внатре, можда нешто баш нешто се имат издешавано внатре, не знаеме, долго сакате да истражувам нешто од ова што го видовме во ова епизода, лајкните, сабскрајбните, станете никик свем, најака фамилија во Охрид, ај пошироко и рп и р.